мислам дека сега на брзина отварање во сред процес на преговори би било контрапродуктивно и би создало лоша атмосфера. И мислам порационално е после одреден период, имајќи го предвид напредокот во односите меѓу двете земји од почнувањето на преговорите со Европска унија. Кога ќе продолжат разговорите на Министерствата за надворешни работи, за сега нема конкретен датум. ОНМНР само најавија дека следниот круг на експертски разговори треба да се одржат во најскоро време во Скопје. Последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Познато ни е дека во Колир енциклопедијата, чиј главен и одговорен уредник е Вилијам Халси, се спомнува дека Македонија е првата агрокултурна земја во Европа која датира од пред, како што пишуваат, 6220 години пред нашата ера, иако во последните 30 години има докази дека датира од пред 8 до 9000 години пред нашата ера и дека македонската нова година започнува од 21 септември од 6 часот навечер, што значи, како што дадов прилог некаде во септември, дека македонската нова година, најстара во светот, веќе влезе во 7530 година во ова 2022 година. За ова има пишано како комплемент и римскиот Августа Цезар, чиј негов роден ден бил на 23 септември. Така да и овој податок можете да го најдете во истата енциклопедија. Од поново време, поточно во 1349 година, кога го крониса Стефан Душан во Скопје, или како што велат србите цар Душан, иако тој беше еден вид како овде што е премиерот на Онтарио, зашто царевите беа во македонската престолнина во тогаш Цариград или Константинопол, а сега Истанбул. Така да цар Душан или Стефан Душан беше кронисан како македонски цар. Овие записи се пронајдени во манастирот во Равница во Сарем, денешна Србија, а се чува документот во Националниот музеј во Прага. За ова има пишано Стојановиќ во книгата трета, страна 41, а издадена 1905 година. Или пак во книгата Балкан од 1453 година, историскиот професор Ставријанос од Northwestern University пишува дека Greece was born a rump state, а јас би рекла дека беше черга држава. Додека пак античкиот професор Страбо кажува дека се дојдени од Африка и беа ниски со кадрави коси и потемен тен на кожата. За бугарите веќе знаеме дојдеа од зад реката Волга татари и македонскиот Јустинијан ги насели во близина на Црното море покрај Дунав со Божем нивна Дунавска држава, а кој ги користеше за негова одбрана и одбрана на својот македонски народ од непријателот, а пак за албанците дека се дојдени од Касписко море како војници на османлиите, како што НАТО денес ги користи војниците на земјите членки на НАТО. Вебстер пак 7th New Collegiate Dictionary вели Macedonian, значи Macedonian native or inhabitant of ancient or modern Macedonia. The Slavic language of modern Macedonia, велат за македонскиот јазик, значи, are probably Indo-European language of ancient Macedonia. А кои се викат Slavs? Slavs are Slavic people. They are in the area of Salonika, a person speaking a Slavic language as his native tongue. Сега да видиме кој, ако навистина албанците или, како да кажам, или грците беа многу стар народ, тогаш зошто во Грција, значи во старо време, во средно време и во денешно време го зборуваат во Грција и вели во Southern Greece. За албанците велат го зборувале во старо време, средно време и денешно време во Албанија, јазикот значи нивни, и во Сицилија и на исток, значи таму кај Јонско море. А пак за македонскиот јазик, кој е коренот, вика, на словенците, србите, хрватите,
исто така бугарите, Чек, Словак, Полиш, исто така карбулијаните во Полска, венидшите и палабијаните во Германија, русите, украинците, белорусите, над 550 милиони народ. Каде тој народ тогаш, значи, беше и на албанците и на грците, ги нема никаде, исчезнае се ваквимот ги крена, значи, шо викат старите, мижи да те мамам. Кога сето ова го имаме како документ напишано од странски историчари, тогаш што се случува со закржавените глави на македонските политичари ако веќе мешаат прст? Но исто така, што прават нашите македонски академци, лингвисти, историчари од осамостојувањето на Република Македонија па до сега? Јас разбирам да се прават грешки, но место да се коригираат, историчарите и политичарите, тие буквално дремат и чекаат да им ги решава некој друг проблемите. Со тоа нивно паразитско чекање, еве до каде дојдовме. Со илјадници песни македонски опеани, било во песна, поезија, проза, каде ги спомнуваме нашите кралеви, цареви, нашите војводи, комити, партизани, како Јане Сандански, Гоце Делчев, Пито Гули, Мирче Ацев, Мирка Гинова, Васил Чакаралов, Лазар Поптрајков, Кочо Рацин, Мите Богоевски, Стив Наумов и уште многу такви борци со исти имиња. Исто така Кирил и Методи, Ѓурѓи Кратовски, Климента и Наума и така натаму и така натаму. Зарем ова ќе дозволиме да се нарече легенда за да се кажува како приказна од Шехерезада од 1001 ноќ на нашите деца и внучиња? Не смееме тоа. Времето ни е многу кратко. Мораме да застанеме цврсто, да почнеме да комуницираме со вистинските македонци кои навистина си ја сакат Македонија, како што е Ристо Никовски, Клетников, Апасиев, Палчо, Наташа Котлар, Тања Каракамишева и други. Но не е тоа доволно што јас само го зборувам. Тоа не помага. Ако камионџиите, како што знаете овде низ целиот свет и во Канада, го дигнаа својот глас, тогаш каде сме ние македонците што не случајно во 1913 година во Букурешт големите сили го остави отворено македонското прашање за да оваа катастрофа денес ни се случува во Македонија и уништување на се што е македонско. Ни го избриша името на таа наша света земја, го нарекоа официјален државен, а не македонски јазик. Исто така, ни ја нарекоа, ни ја украдоа и обичаите, дури и песните македонски, еве ни ги земаат. Остана само уште едно нешто кое е столбот на македонската држава. Тоа е Македонската православна црква. Се шпекулира место дека Македонската православна црква да ја наречат наместо Македонска православна црква да ја наречат Охридска или не знам некаква си православна црква на Северна Македонија. Не смееме тоа да го дозволиме, како и во секоја држава каде црквите си го носат името на државите, така и нашата црква е македонска, црква е мајка на сите православни цркви, било да е српската, руската, бугарската, грчката и така натаму. Време е да се испрати едно сериозно писмо до поглаварот Стефан пред да направи некоја избрзана глупост, зашто после се е веќе доцна. Не смееме да дремиме, не смееме да чекаме, зашто времето многу брзо одминува, а бугарите и грците веќе го прават тој таен договор. Секако цариградскиот Вартоломеј, како што ќе му свирнат од Америка. Не треба да се плашиме. Ако кога плаче бебето, не му дадеме млеко, тоа и понатаму ќе плаче. Зато и ние македонците мораме да станеме како нанозе порано што правевме. Каде отидоа тие наши мисли за слобода, наши желби, наши храбрости за обединување на Македонија? Евреите за мала работа се солидаризираат и цврсто застануваат за цел свет да ги дознае. За жал ние само седиме и ништо не правиме. Не мрднуваме
махаме нити со прст. Време да се зафатиме за одбрана на ова наше македонско национално дело, но за тоа треба во нашите мисли секогаш да ги имаме нашите херои кои загинаа за да нас ни дадат слобода, а за жал ние сето тоа веќе го фрливме ѓубре. Македонци, обединете се, немојте да губите надеж. Како што во тревата расте и кукол што не е корисен или можеби отровен, така и во Македонија се појавија такви штетни створења. Меѓутоа народот македонски, вие, таму, сите ние можеме да го најдеме спасот за Македонија и македонскиот народ. Време е сите организации, друштва, human rights, па и црковните управи да го дигнат својот глас, а ние обичните луѓе да одиме по нив. Овде нема ништо против религијата. Овде ние македонците си го бараме своето, зашто Македонија не може да биде да му припаѓа на никому друг освен на нас македонците, па да одиме со повикот Ура за Македонија. И ете, полека се наближуваат и последните веќе 4 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Јас би сакала пред самиот крај да се заблагодарам на наши сонародници кои исто така дадоа помош за овој радиочас, а тоа е нашиот сонародник Љупчо со сопругата Лила Булатовиќ од село Болно и фамилијата, исто така Пецо и Милица Булатовиќ со фамилијата од село Болно, исто даде Мајк Мишевски со неговата сопруга Славка со фамилијата од село Лажец за радиочасот Глас од Македонија и една наша сонародничка која всушност има потекло од сите 3 дела на Македонија, од Вардарско, Егејско и Пиринско, а затоа пак ние се поздравуваме со вас со желба да не слушате идната недела кога ќе дадеме ликот на нашиот сонародник Гоце Кокаревски од село Царев двор. А сега за пријатна вечер од студиото на Глас од Македонија и за добра ноќ од вашиот уредник и водител Драгица Белчевска, но посебно од овие помагатели на кои од се срце им благодарам, ви посакуваат пријатна седмица, се до нашето народно јавување со песна посветена за вас.